Ете, веќе успеавме да во споставиме контакт со Гордана Бешлиовска, неколку пати веќе ви ја имам најавено, магистар Гордана Бешлиовска, медицинска сестра и лидер на сестринството во Македонија, како и на Сдруженијето за вас. Горе-долу, наку со тоа, иако, колку што јас разбрав од гледачите, Гордана сите ве знаат. И сите ве поздравија и сите многу им се заблагодарија на медицинските сестри за се што прават за нас. Добро ви утро! Добро утро, добро утро. Среќен дека е честит денот на медицинските сестри, светскиот ден на медицинските сестри. Впрочем, ова е целата недела на медицинските сестри, бидејќи започна од 5 мај, со светскиот ден на акушерките. Денеска завршува со светскиот ден на медицинските сестри, меѓутоа не завршува. Завршува денот, продолжува неделата, продолжува годината. Стогнат на тоа дека отворната е годината на медицинските сестри, а и овој месец мај на наша чест од страна на ICN и Светската здравствена организација се поклонети на медицинските сестри. Гордана, не знам дали имавте можност да ги слушнете гледачите, значи многу емотивни и убави зборови од името на сите нив, еве јас ви го честитам денот, но сакам да ви прашам дали и колку според вас е за честитање и за славење? Па, видете, ние сме научени, значи секогаш юбилејно континуирано со години наназад и традиционално да го одбележуваме денот. Минатата година юбилејно го одбележавме 200 години од раѓањето на роден денот на Флоренс Најтингел. Ја прославивме годината на сестрите, оваа година исто и така. Меѓутоа, за жал и самата пандемија донесе и исприва многу голем број на проблеми за нас медицинските сестри, кои што ние така кажуваме дека не оддалечуваат од современото сестринство. Сепак е недела во која што славиме, сепак е ден во кој што си го честитаме денот и празникот, меѓутоа, на жалост, некако достоинството на медицинските сестри од година во година се оди некако на пониско ниво и незадоволството се поголеми и во овие недели, месеци, па и оваа година на сестринството. Не сакаме да се одважиме на она што ни го донесе пандемијата, но сепак мораме да зборнеме за сето она што не засега и што не ги прави проблемите и да ги понудиме решенијата на медицинските сестри на работните места. За жал, незадоволството од финансиите е континуирано и големо. Во време на ковид пандемија сега незадоволството од коефициентите за заразни додаток кои што не следат во ковид центрите. Исто така, оно кој што ние го бараме покачување на платите во ковид центрите за медицинските сестри, признавањето на образованието на медицинските сестри во болниците каде што не сме препознаени по образованието врз основа на кое го завршуваме во високообразовните институции. Голем број на други проблеми, законот, непризнаеноста на нашата дејност и така да не би сакала да звучам патетично утрински сега за гледачите, меѓутоа тоа се тие основни работи кои што ги следат медицинските сестри во Македонија. Воопшто не е патетично, затоа што не би поверувале колку се всушност запознаени гледачите со вашите проблеми и има и конкретни прашања. Горе-долу го опфатија се тоа што го кажавте, со тоа што можеме по еден да одиме проблемите, затоа што не се на вистина малку. Би започнале од она, еве да речеме, што повеќето гледачи коментираат, особено оние кои што морале да лежат во болница, кои што велат да речеме дека има премалку медицински сестри на еден спрат. И сите го рекоа горе-долу истото дека треба да има двојно повеќе. И тоа се поклопува на некој начин со оние стандарди. Јас прочитав ваши стари изјави каде што велите дека според светските стандарди на 1 милион жители би требало да има од 7.500 до 8.000 сестри, така? А кај нас вкупно има 7.500, што значи ете токму на половина од стандардите, што значи дека една медицинска сестра врши двојно повеќе работи од она што треба да прави. Кај нас неофицијалната бројка е дека сме околу 7.500 и тоа значи дека сме 300 до 350 на 100.000 жители, значи дека 50% недостасуваме. Значи токму тоа е еден недостаток во некои нормални услови, а така не затече и самата пандемија и тоа се почувствува на работните места со тоа што одредени медицински сестри, односно голем број на медицински сестри се повеќе пати ротирани во ковид центрите заради тоа и беа и преструктурираните овакво планови во болниците, заради тоа се надополнувавме од внатрешноста на болниците, меѓутоа
можеше сето тоа да се направи заради тоа што имавме пат и имаме пат на другите специјалистички гранки каде што нели се намалени термините, бројките на прегледите и така понатака. Кога ќе се вратиме во една нормала, да почнеме нормално да функционираме во сите сегменти во здравствениот систем, ние нема да можеме така да црпниме, така да се изразам од било каде медицински сестри и да ги дополниме во ковид центрите. Сега се затворени границите и одливот на медицинските сестри преку граница е намален, меѓутоа кога ќе заврши ковид кризата, мислам дека ќе се соочиме со голем одлив на медицински сестри. Во овој момент имаме прелевање на медицинските сестри од државните институции во приватните. Имавме времен закон со кој што им забранивме и ни беше забрането да користиме годишни одмори и така понатака, меѓутоа не можевме да им забраниме на сестрите да се заминуваат од институциите, да одат во приватното и им забранивме времено да се пензионираат, ама не можевме да им забраниме да се одлеваат од државните институции и да одат во приватните институции. Тоа го имавме во овој период за време на ковид пандемијата. Имавме и спорадични заминувања на сестри во странство кои што успеа и може да се снајдат. Меѓутоа чинам дека кога ќе заврши сето ова, сите сакаме да заврши, дека сите тие испразнати места во Европа, ширум и регионот секаде каде што недостасуваат медицински сестри во голем број, ние ќе ги надополниме со оглед на незадоволството и со оглед на тоа колку од нашите сестри се спремаат со B1 и B2 јазичното ниво во соседна Србија за да си остварат можност да се заминат во другите. Затоа ние како Унија, како здружение секогаш зборуваме малку постратешки за оно што се вели подобрување на условите на работните места. Кога зборуваме за подобрување на условите, ние не мислиме само на личните доходи, мислиме значи на моментот на законот, на озаконување на дејноста, на нашите интервенции, на сето оно кое што го бараме во болниците каде што треба да бидеме препознаени по нашето образование. Ние се соочуваме со еден факт во кој што се образоваме во високообразовните институции, каде што нашите менаџери, професори и доктори од болниците не образова, а кога ќе се вратиме назад во болниците, истите тие не признаваат. И не го препознаваат образованието и се соочуваме со некои факти на немаме финансиски согласности, не сте планирани во болницата, не ви испланирала систематизацијата. Од друга страна ги имаме сестрите со средна стручна спрема, кои што паралелно, значи во сите интервенции се вклучени, а имаат многу ниски лични доходи. Од друга страна сме професија која што нема бенефиции. Од друга страна работиме во дежурства, законот за здравствена заштита не опишал само во сменска работа и не можеме да бидеме така платени. И тоа се многу голем број на работи кои што го компрометираат причината на летаргија, на незадоволство, непризнавањето на високите школи чини и прави едно меѓуколегијално раздорство во смисла на тоа дека ги признаваат во некои болници индивидуално, спорадично, на некои случаеви само, и со тоа им го покачуваат личниот доход и ги прават различни само по личниот доход медицинските сестри. Тие се исто работат во текот на месецот, меѓутоа на први сите земаат различна плата заради тоа што некому му е признаено образованието, а некој го нема, или па од друга страна се тие на кои што не им е признаено. И тука растат незадоволството на работните места од многу аспекти. Паралелно со нас ги имаме сестрите во концесионерството, кои што пак не се регулирани и решени по никаква законска рамка, каде што секоја една сестра индивидуално потпишува договор во концесионерските амбуланти и јас така велам, они се тамо 3 во 1, и хигиеничари, и администратори, и медицински сестри. И не постои рамка и договор врз основа на кој они се ангажираат во тие концесионерски амбуланти, и не постојат правилници врз основа на кои користат годишни одмори, плати и така понатака. И ние како Унија, како здружение сме поборници, значи, за сите медицински сестри, во сите нивоа на здравствениот систем, за сите проблеми. Ние сме компетенцијата, собројноста која што имаме преку нашите здруженија во Унијата, и ова не е начинот на кој што го подигаме гласот со оглед на тоа дека немаме наш правен субјект во здравствените власти, не сме имплементирани во здравствените Тоа исто така е едно политика. од прашањата. Сите си се организирани во некои своји комори, така, те занајчиите, гостителите, адвокатите. Само за вас не слушаме некоја комора. Постои ли Ние воопшто? немаме наша комора и бидејќи го немаме законот, затоа што законот за нашата дејност, кој што е уредува нашата дејност, треба да ни ја донесе и комората, кој што е правен субјект, кој што ќе не застапува со сите наши права, обврски, и законот кој што на крај на крајштата ќе ги одреди нашите законски одредби и прекршочни. Ние сме професија во која што нели нормално не е само за да бидат штитени правата и се што е потребно, него некогаш нели мора и прекршочни одредби за да бидеме ограничени во сето оно кое што не смееме да го работиме. Ние имаме направено закон и бараме да учествуваме во работните групи во Министерството за здравство и бараме законот да биде ставен
пред Комисијата за здравство и во парламент да се најде како таков, меѓутоа очекувавме паралелно со законот за дејноста на лекарите да биде и законот за сестрите и во тоа време и го сработевме и нашите напори се континуирани. Меѓутоа за сега немаме никаков одговор и не знаеме до каде се сите тие работи со оглед на тоа дека ние не учествуваме во носењето на одлуките и ние сме само гласот на медицинските сестри кои што многу идеи не дозволи да се преточат во одлуки со оглед на тоа дека ние најубаво знаеме што е тоа што е најмногу потребно за нас. Друго Гордане, едно малку вака лаичко прашање од страна по сите ова што укажувате вие. Дали тоа значи дека вие работите во беззаконие? Па ние немаме закон, значи нашата професија не е регулирана. Тоа значи дека нашите работни задачи, нашите работни интервенции, кои што се илјадници немаат запис законски, не се регулирани. Тоа значи дека една сестра со средна стручна спрема и една сестра со високо на работните места работат едното исто. Одговорностите им се исти. Не се знае која каде почнува, која каде завршува и на крајот на денот немате запис. Видите, пациентите се делат во категории: прва, втора, трета и четврта категорија во зависност од нивната здравствена состојба. Меѓутоа, во зависност од тоа колку се они зависни од нас, односно здравствената нега всушност представува зависноста на пациентите од нас, тие се така и категоризирани, бидејќи нашата дејност е преточена во тоа дека сме ние носители на здравствената нега. И на крајот на денот вие допринесувате во излекувањето, допринесувате комплетно, резултатите на болница се делат, завршуваат со ефикасноста на скратување на болничкиот ден. Вие учествувате во сето тоа, го подигате болниот, го скратувате болничкиот ден, се зборувам за оние кои што лежат во стационарите, кои што, да речеме, просекот на лежењето во болница до 7 до 8 дена зборува за ефикасноста на една болница. И вие со работните задачи учествувате, работите, немате никаков запис и никаква, на крај на денот никаде не постои колку вие денеска сработивте или не сработивте. Сето тоа го уредува законската рамка. Од друга страна, образованието на сестрите. Значи, образованието на сестрите се знае кога ќе се отворат курикулумите, кога ќе се отвори поглавието за здравство, за влез во Европската унија, постојат дефиниции кои што не дефинираат и во образованието, не дефинираат и во постоењето како образовани медицински сестри во здравствените институции. И би било добро ние да почнеме да ги уредуваме сите тие нешта така, меѓутоа цено дека него имаме законот, него имаме темелот, не имаме базата, многу тешко ќе биде да сите овие други работи ги решиме. Се соочуваме со индивидуални решенија во болниците и на жалост имплементација на политиката, имплементација на, така ќе се изразам народски, на сето оноа кој си има Вујко Владика, како ме разбирате. И тогаш незадоволствата се уште поголеми, бидејќи во услови кога вие немате закон, секој на свој начин индивидуален се снаоѓа да си го реши статусот во болницата, а сите други кои што се незадоволни немаат начин како да си го остварат сами за себе или да си го решат. И тоа е една многу голема небулоза и едно многу големо незадоволство. Гордане, убаво ги објаснивте вашите проблеми. Она што е малку нејасно е каде се кочи и зошто се кочи целата работа, затоа што не знам кому би му одговарало да не оди се по ред како што треба. Знаете како, проблемот е што ова не е нешто кое што почнало пред година и ќе го решаваме. Значи, сестрите дошле до ова дно, до ова недостоинство со години наназад. Значи, на жалост, можеби и ние медицинските сестри не сме имале доволно до сега една организираност, една единственост, една сплотеност во нашите здружувања каде што не сме ги пласирале, или пак сме имале индивидуалци кои што користољубиво индивидуално си ги функционирале нештата, малку размислувале за сестринската, за целокупната сестринска фела. Не велам дека можеби не можеле некои работи да се решат, меѓутоа секогаш секој едно раководство во Министерството има можност да испише историјата на медицинските сестри во Македонија, бидејќи ние сме единствени во регионот кој што во моментот го немаме регулирано законот за нашата дејност како носители на здравствената нега и тоа на нас многу тешко ни паѓа. Единствени. Да, и ние имаме комуникации со сите наши колеги ширум Европа. Бевме учесници минатата недела на 2 меѓународни конференции каде што разменивме многу искуства околу ковид кризата и сето оноа низ кое што сега поминуваме. Сите они имаат регулирани комори, сите тие имаат место во законодавната власт. Сите се толку многу испочитувани од здравствените власти. Толку многу имаат решени работи и се на пат да решат дополнителни работи, да ние од страна само можеме да слушаме и да баравме во последниве контакти со комората од Словенија, од Хрватска, од Косово, баравме соработка со колегите, да кога ќе можеме
покрај овие онлайн комуникации да се видуваме на одредени работни средби каде што ќе црпиме искуство од нив да видиме како тоа ние ќе можеме да се наметнеме на таков начин за да можеме и ние да си ги оствариме правата, односно да го добиеме законот за сестринство, па да ја добиеме комората, па да го направиме централниот регистар на сестри, да се преброиме, па да се испланираме правилно колку сме потребни во образовниот процес, колку треба да се ишколуваме, колку ни требаат, колку не ни требаат, па да ги регулираме нашите лиценци за работа. Ние сме професија без лиценци за работа. Вие убаво кажавте, сите занетчиски овакво имаат комори, на секој му е вреднуван трудот, секој знае по своја работна задача колку му е вреднувано и како му е вреднувано. Ние нити имаме лиценци за работа, кои што се многу важни, а треба да ги донесе исто законот да ги уреди, нити пак имаме во моментот некакво било какво влијание во истото. А и по однос на образованието ние мора да бидеме вклучени во образовниот процес. Ние најубаво знаеме клиничката пракса како треба да се одвива во болниците, меѓутоа на жалост ние сме по страна од се. И во образовниот процес и во политиката уредувачка, така и таму сте настрана ставени. Па ние не сме имплементирани во здравствената политика никаде, значи во ниеден сегмент. И како што кажав, значи воопшто не сме инволвирани во носењето. Не сме во носењето на одлуките, само со нашиот глас, со нашата многобројност, многу пати кога ќе слушнеме некоја идеја која што ќе искоментираме дали е важна и дали ќе допринесе или не, може да делуваме на таков начин подигајќи ја. На пример, како што беше идејата на Министерството да бидат вклучени во ковид центрите учениците од средните медицински училишта. Ние, значи, со тоа воопшто не се сложивме од многу аспекти. Ние имаме студенти на високите медицински школи, кои што се па макар повозрасни за разлика од нив. Требаше да ги пуштиме учениците во ковид центрите и да ги изложиме. Да, премногу се млади, премногу се неискусни и необучени. Да, многу реагиравме, гласно реагиравме како комора, како здружение и успеавме таа идеја да не се преточи во одлука. Значи во таков контекст сакам да кажам и вие медиумите сте ни во дигањето на гласот, ова се нашите можности вака малку повеќе да зборнеме за сето, но ние ги нудиме секогаш решенијата, ние не правиме проблеми. Проблемите ги имаме, си ги носиме, нас всушност не сплотија проблемите. Ние сме 5 здруженија во Тоа сакав да ви кажам со оглед на тоа во какво безредие, да речеме, се функционира, она што го има јавноста впечатокот за вас, дека сте многу сложни. Што е ретко кај нас во Македонија на Балканот воопшто таква сложност. Искра, видите, за да бидете медицинска сестра треба тоа нешто или го имате во себе или го немате. Не може све да изучите во училиштето. Значи или ја имате емпатијата и храброста во себе за да бидете медицинска сестра или ја немате. Професијата на медицинска сестра е живот, не е професија. Ние во таков смер сега ќе промовираме една панделка со која што ќе сакаме сестрите да бидат препознаени надвор од работните места. Сакаме ова кое што го слушаме од населението и од пациентите да ни го признаат и аргументирано, и ќе сакаме медицинските сестри со таа панделка да бидат почитувани надвор од работните места. Ние секоја година за Светскиот ден на медицинските сестри подготвуваме по некоја ваква промоција, имавме еден беч кој што го носиме меѓу себе, за да можеме во болниците, во институциите да се препознаваме, за да си помогнеме едни со други. Јас сум сестра, ти си сестра, ние сме сестри. Еден беч кој што го носиме и го имаме меѓу себе во здруженијето, а сега сакаме да ја промовираме панделката која што ќе биде за пошироко јавно за медицинските сестри надвор од работните места и ќе ја промовираме оваа година за клетвата на медицинските сестри која што доликува да биде во собите, во нашите работни соби за интервенции до Хипократовата заклетва која што не обврзува до небо по униформата, по образованието и по сето оно кој што јас го нарекувам зависно, независно и меѓузависно во нашата работа. А тоа значи дека зависно по закони, по прописи, по образование, вие сте должни да ги остварувате сите интервенции по индикации на лекарите и носителите на здравствената дејност и да го пружите се она што е потребно за медицинските сестри. Меѓутоа, независно има еден дел во кој што треба да го комплетирате, да целото биде се и да бидете точни, професионални, да ги почитувате пациентите наспрам себе со нивното убедување, уверување, да стекнете една доверба во нив, да се дадете безусловно, тоа се нарекува професионална мајка и личи на медицинската сестра, бидејќи само мајчинската љубов е безусловна, и да стекнете една доверба кај пациентите каде што нели сето оно што го слушате доблесно ја остварите целта за тоа кога ќе ја постигнете довербата, вие сте се оствариле во сопствената професија, сте ја постигнале целта која што ве донела во таа професија. И оно е независниот дел во кој што комуницирате со семејствата, комуницирате во рехабилитацијата, во послекувањето кај пациентите, каде што
допринесувате здравствено, воспитно многу. Затоа медицинските сестри се медицински сестри 24 часа. И воспитно, и промотивно. Ги спречуваат болестите, го напредуваат здравјето, ги воспитуваат пациентите. На работните места ние имаме едно мото, сигурно сте го слушнале на унијата на здруженијата, дека ние не сме ангели, ние сме втората најубава работа после ангелите, и мислам дека на медицинските сестри тоа им доликува. Во секоја професија има карактеромани, па можеби и во нашата ќе слушнете некој незадоволство и све, меѓутоа ние мора да се бориме да сето тоа го надминиме и долично да се однесуваме према нашата униформа на која што сме и должни, и пред самите пациенти не задолжува да бидеме одмерени, точни, професионални, пред се колегијални на работните места, како носители на здравствената нега, добри соработници и добри колеги, и затоа сите овие недостатоци, сите овие нерешени проблеми не смееме да дозволиме да го нарушат тоа тло на сестринската професија, која што е многу благородна и многу племенита. Гордана, вие убаво и си поентиравте и си заокруживте, толку вешт оратор сте, што воопшто не ви ни потребен водител, но јас сепак за крај им останав должна на гледачите што поставија некои прашања до вас. Веќе споменавте дека не ви е најважно нешто, не ви се најважно нешто парите и платите, но сепак медицинската сестра треба да живее од нешто, нели? Еден гледач имаше едно конкретно, друга гледачка рече не 2 пати, 3 пати треба да ви се зголема, да знаете, така мислат гледачите. Еден гледач имаше конкретно прашање што го имало пред некој време, кружело по социјалните медиуми, тоа дека било одлучено еден месец ви биле зголемени платите за 9%, а веднаш потоа повторно ви било одземено тоа? Видите, многу голем број од одлуки не се спроведува, последните 5% кои што беа ветени исто така не се случија, значи и некако почна и недоверба некоја, секогаш кога ќе слушнеме дека со нешто ќе бидеме наградени или дополнително ви предизвикува едно недоверие, не знаете како ќе се случи, што ќе се случи, и сите оние поделби почнавме да бидеме делени во институциите, се појавија многу незадоволства. Во здравствените институции под истиот покрив се и администрацијата, и болничарите, и медицинските сестри, и лекарите, и сите вие. Во целиот тој ланец на работа не може една алка да ја наградите, да ја здебелите, да ја позлатите, а другите алки да ги оставите, значи да бидат на ниво на кое што биле. И од тука се тие сите незадоволства. Ние се соочивме со многу пати покачување на платите на кај лекарите, јас немам ништо против, значи не дека јас сакам лекарите да земаат и по 500.000 личен доход, ама сакам и медицинските сестри да земаат над 60.000 во моментот, а посебно во ковид центрите. Значи не е проблемот во тоа, меѓутоа се направија големи драстични разлики, 3:1, 4:1 во личните доходи, и тоа е многу депримирачко. Сега посебно во овие услови на ковид пандемија. И не е проблемот само во коефициентот на личните доходи, проблемот е во тој заразен додаток, така наречен, кој што треба да ги следи овие луѓе во ковид центрите, а и сите други во критичните единици, така ги нарекуваме ние, каде што се интензивните неги, каде што се диализите, каде што се инструментарките во операционите сали и така понатака. Тоа се критични единици каде што треба здравствените работници да ги следува еден коефициент на изложеност и на заразен додаток кој што е помногу повисок од ова кој што сега во моментот го добиваат или воопшто не го добиваат. И тоа остава траен белег во личниот доход, бидејќи вие кои ќе добиете еднократна награда, таа е еднократна. И сите награди се добредојдени, меѓутоа ние сме континуирано во целава ситуација. Овие луѓе еден ден кои ќе искочат од оваа ситуација треба да имаат еден траен белег во личните доходи. Затоа ние бараме тие коефициенти да се поткачат, да едноставно до пензионирање да имаат еден финансиски кост бенефит луѓето од целата оваа ситуација. И не е само во финансиите, сите тие луѓе требаше да се рехабилитираат од оваа состојба. Овој синдром на согорување низ кој што сега поминуваат они, нема зборови и дефиниција со кој што може да се раскаже. Ние на работните места само во безбедносната опрема во која што се облечени имињата им се напишани на грб и мора на тој начин да се препознаат, да се видат. Ги симнаа маските, им ја видовте физиономијата на луѓето, како изгледаат и колку пати унијата и издруженијето направи со општествено одговорните фирми рехидратација само во течност и во вода, да не зборуваме за сите оние потреби што им се од суплементи и се она кои што они го изискуваат за нивниот имунитет и за нивното опоравување после таа ковид криза. Се затековме на почетокот многу од пандемијата, имавме многу заразени медицински сестри, на жалост 3 медицински сестри почина и нашите благодарници сега ќе одат поскумно за сите нив 3 кои што на работните места се зарази и го изгубија животот. Голем број на медицински сестри се разболеа. Спасувајќи други луѓе.
беа хоспитализирани и така понатака, и тоа е навистина нешто кое што треба да се цени, и затоа јас кажувам дека мора малку постратешки да размислуваме што со сите овие луѓе кои што се разболеа. Треба да ги следуваат професионални заболувања по професионално решение каде што ќе имаат бенефити кои што ќе им остават траен белег за да можат едноставно да самите да си помогнат во подигањето на имунитетот и оправувањето. А може би психолошка помош ќе ни треба после излегувањето од сета оваа криза, бидејќи медицинските сестри со средна стручна спрема на свои 19 години влегуваат во болницата. Сега се соочија со голгота на клинички слики и многу екзитус, многу смрт во болниците. Имаме 5000 починати, тоа све поминува низ рацете во тие нивни целодневни смени, они се по 2, по 3 врз основа на бројката внатре во болниците. Има и стандарди за внатре во оделенијата каде што се во лежичките каде што треба да бидат, да речеме, на тројца пациенти и една сестра, и ако има 30 треба да има најмалку 10 медицински сестри, а ние сме максимум 3 до 4 или 5 во утринските смени, што дополнително им ја отежнува работата и многу е тешко кога сакате се да направите, а не можете да стигнете, и тоа многу повеќе ве согорува. Значи, вие знаете све што треба да направите и сакате се да постигнете, меѓутоа едноставно не можете физички тоа да го постигнете. Не можете да постигнете и тоа дополнително ве согорува сета онаа ситуација во која што пациентите ви бараат помош, а вие морате да стигнете во сите домени и да го изнегуват. Има некои студии кои што кажуваат дека медицинските сестри поминуваат по 4 часа во една смена со пациентите. Значи, тоа зборува за тоа дека медицинската сестра со пациентот е од моментот кога ќе ја прими информацијата за болеста, значи па се до оној момент на олеснување на маките во палијативата, во така наречената палијативна нега, каде што и на тие сестри не им е лесно, како што се нашите во геријатрија во 13 ноември, каде што се чинат и се прават за да ги олеснат маките. И континуирано сте во таква ситуација каде ги олеснувате маките при крајот на животот на пациентите. Така да ние сме секаде, во сите сегменти сме во почетокот. Акушерките се во оделите каде што се раѓа живот, медицинските сестри се Рековме од моментот кога ќе се родиме, всушност ние сме ваши пациенти, во ваши раце сме. Започнува така со медицинските сестри. Гордана, многу ви благодарам за ова ваше гостување. Знам дека имате многу обврски. На едно од прашањата од гледачките од таа рече штета што не може да прославите, но вие на овој начин го одбележувате вашиот празник, апелирајќи гласно, јавно за сите ваши проблеми, и она што ние се надеваме е дека барем етапно, еден по еден во блиска иднина ќе ви бидат решени. Денеска во 12 ќе оди онлайн емисија која што ја подготвија нашиот пиар Даниел Дан со неговата екипа, како и минатата година, на која што ќе се даде признание на нашиот труд и ќе се честита овој празникот и годината. Се надеваме дека брзо ќе искочиме од пандемијата и ќе продолжиме со нашите спечености каде што ќе се наградуваме, ќе славиме, меѓу се надевам дека со решени овакви проблеми за да не ни се случува како сега една ваква ситуација во која што медицинските сестри се честитаат и кажуваат дека не ни е до празнување бидејќи ете вака ни е на работа или така, ние се надевам дека тоа брзо ќе го надминеме, па навистина вистински свечено ќе се чувствуваме. Ви благодарам многу и на вас. Ви благодарам.